Друго што доноси берекет во живот, делење. Како бе делење? Да, делење. Делење. Прашај ги оние што имаат милиони, оние што се богаташи. Прашај ги тие луѓе, борам за богаташи кои имаат лесен во живот, но оние милионери кои на 50 години се разведува со жена, деца, вонбрашни, не знае ке оди кетера, не правиме за такви богаташи. Такви не ни треба нам. Нам ни треба богаташи верници, богаташи сречници, богаташи корисни луѓе за уметот. Да ги прашаш тие луѓе, во што уживаат најповеќе? Ќе ти речат кога ќе насмевнеме човек, кога ќе израдуваме јетим, кога ќе помогнеме болен човек, кога, значи, што? Кога се корисни, бидејќи викаат, ние делиме, Аллах не научил да ни дава. Колку што ние даваме, Аллах толку ни дава. Бидејќи се плашиме, ако прекинеме да делиме, и Аллах ќе прекне да ни дава нас. Значи, гаранцијата за да нашиот имот, нашето богатство биде зацврстено и зајакнато и осигурано, обезбедено, е делење. Се немој да речеш кому да дадам, тоа е веќе друга тема. Тоа ќе правиме друг пат муабет. Сега правиме муабет за делење. Вели Аллах азza wa jalla во Куран потврдено во Куран: "Вама анфaqtu min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raziqin." И нема, вели Аллах, и нема нешто ситно да поделите, а Аллах да не ви го надомести. Значи ситно, не милион, не 100 евра, не 50 евра. "Вама анфaqtu min shay", и нешто најситно да поделиш, Аллах ќе ти го надомести. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, а Аллах е оној кој најдобро снабдува и дава риск на своите верници. Затоа пејгамбер алейхи кажал дека секое утро кога човек ќе се раздени, двајца мелеци се спуштаат од небо, едниот прави дова: "Аллахуме ати мунфикан халефа." О Аллах, оној кој има и дели, надомести му, дади му, дуплирај му, удвој му, уструши му. А оној кој има, ама не дели, Аллах уништи му го, Аллах упропасти му го, Аллах одземи му го, Аллах направи да нема берекет во него. Сега ти што сакаш? Сам одбери.